Дали знаете дека приватните автобуси од денеска возат во скратен возен ред заради неисплатени долгови? Не знаеме. Слушаме на вести, нешто кажа, но не знаеме дека точно се работи, дека е точно скратен возен ред. Ади според тоа што чекаме тука подолго од половина час, значи сигурно дека се работи за таа вистина, што ја кажувате сега. Не сум информирана, ама ова е катастрофа. Значи катастрофа е, кам луѓе, викам, тука чекаат, се доцни, одиме на работа. Значи, учениците, викам, сите се нервозни, викам, катастрофа. Немам што да кажам, се, гледат. Што ми има долг, никој не би возел, да ти кажам право. Така да, и мене да ми се случи, ние не би правил нешто ако нема пари. Кој треба да им даде пари, не знам сега ти викам, дали ЈСП, дали кој е, како е договорот, ама штета е. Гледав нешто на телевизија, да. Треба да има метро или трамвај. Слушаме на телевизија, да. Да, слушнав на телевизија, да. Кое е вашето мислење за ова? Дали очекувате ЈСП да го исплати долгот? Многу сум разочарана, да ви кажам искрено, не очекувам и песимиста сум во тој поглед. Најотворено ви кажувам, гледајте што е ова. Јас сега саат време треба да патувам до иподром. Консултант сум и треба таму предавање да држам, можете да замислите. Разочарана сум. Не очекуваме. Зошто? 2,5 години патувам со 2 автобуса натаму, 2 наваму. Дали до работно место, дали до државна институција нешто да завршам, не очекувам, пошто тоа е веќе подолг период. Треба да се исплати на луѓето што се ги заработиле, треба да ги исплатат. Но кој знае? Не знам, тоа треба да се видат, а би требало да се договорат. Значи, ова не е решение да другите трпат. Тоа се многу пари, с колку евра ќе дое, тоа се многу пари. 90 милиона, така ли? Па треба да ги исплати. Ако им должи, треба да ги исплати. Колку време на вас ви треба генерално да стигнете од работното место во вашиот дом и назад? Па бидејќи јас живеам во центар, не ми треба многу време, ама не треба да се изгради метро додека, не се направи метро джаве. Без метро ќе има вакви проблеми. Па јас мислам дека луѓето јас сум имала среќа вака за кратко време, викам да отидам, викам. Али најдоцно што сум чекала 30 минути. Тоа е многу. Значи на вакво врнежливо време, ладно, викам. Мислам дека не е вред. Половина час вчера со маратонот сат и пол. Што не ни знаевме дека маратон ќе има, зашто ние сме ангажирани, некој мајка, некој дете, некој ова, така да не очекуваме ништо апсолутно. Колку пати се случувало да идам од аеродром живеам до лептокарија пешки за своите собствени обврски или работни обврски, или до државна болница. И натаму, наваму, со мало дете од 3 годинки, или самостална, за да не го носам, е многу претешко. Ја од автокоманда навака до града, ти кажам, ја чекавме ПСК едно 45 минути, па се расиба после 2 станици, така да колку ми требаше, 1-2 сата може. А генерално? Генерално не бива работава. Не бива, дали ти викам ЈСП, дали приватни, не знам, али не бива работава. Сега чекам, да не претерам 15 минута чекам. 24 пишуваше за 2 минути, сега пишува на 26 минути.